Денес заедно со министерот Бесими ќе го представиме новиот концепт на даночна реформа што го усвои владата на денешната седница, а кој ќе се одвива во повеќе етапи во интерес на прилагодување на сите засегнати страни. Уште на почетокот сакам да ги напоменам најважните работи за граѓаните и за компаниите, а тоа е дека со овој нов концепт не се предвидуваат нови даноци, не се предвидува зголемување на даноците, односно данокот на личен доход останува со една стапка од 10% и се укинува прогресивното оданочување кое требаше да стапи на сила на 1.1.2023 година. Данокот на добивка останува 10% и не се зголемува. Данокот на додадена вредност останува 18% и не се зголемува. И исто така, каматите на депозитите и штедните влогови нема да се оданочуваат. Македонија има најниски даноци во Европа. Македонија има најниска ефективна даночна стапка во светот. Воведен е рамен данок. Персоналниот данок од доход и данокот на добивка се само 10%. Ова е иднината. Македонија, земја на најниски даноци. Ова е твоја земја. Ти одлучуваш. Владата најави поправеден даночен систем. Нема зголемување на даноците. Данокот на личен доход и данокот на добивка останува рамен со единствена стапка од 10%. Воедно, данокот на додадена вредност останува 18%. Нема нови даноци и нема да се одданочуваат каматите на депозитите на штедните влогови. Воедно, се окинува прогресивното одданочување кое требаше да стартува од 1 јануари. Хонорарците пак доброволно ќе плаќаат придонеси. Во владиното соопштение се вели дека ваквите одлуки доаѓаат по реакциите на граѓаните и бизнис заедницата. Божем, граѓаните и бизнис заедницата имаат исти интереси. Божем, граѓаните како потрошувачи кои плаќаат 18% ДДВ имаат исти интереси со бизнис заедницата која плаќа 10% профитен данок. Воедно, граѓаните кои се задолжени во банките и кои најверојатно за брзо време ќе плаќаат поголеми камати на кредитите, божем, имаат исти интереси со граѓаните кои живеат од каматите на своите штедни влогови кои нема да бидат воопшто одданочени. Минатиот четврток разбравме дека владата со намалени даноци и акцизи ќе се борела со економската криза, без да објасни од каде ќе најде финансии за таа однапред изгубена битка, ако се знае дека буџетот се полни токму преку даноците и акцизите. Впрочем, пред само 4 месеци во август оваа година, министерот за финансии Фатмир Бесими одржа брифинг со новинари на кој ги презентираше даночните реформи кои што треба да стартуваат од 1 јануари. На пресконференција одржана во четвртокот разбравме дека владата размислувала и за одданочување на екстра профитот што го остваруваат некои големи компании. На прашањето како ќе се затвори оваа дупка од планирани 104 милиони евра, не е потребно да чекаме одговор. Јасно е, преку зголемување на надворешниот долг. Во таа насока да проследиме едно соопштение на тогаш опозицијската СДСМ од март 2016 година, а во кое се вели следното. Бројчаникот на Ману може би е блокиран, но во реалноста тој врти. Постојано се зголемува долгот на сите граѓани во земјата.
Единствена грешка кај него беше темпото кое покажуваше задолжување од 3 евра во секунда. Вистината е дека владата на Република Македонија преку Министерството за финансии во првите 75 дена од годината ги задолжува граѓаните на Република Македонија со темпо од 9,5 евра во секунда. Притисоците од страна на режимот кон институциите, судството и науката само за кратко можат да ја одложат неизбежната казна кон сите оние кои прават злодела врз својот народ. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дојде на власт меѓу другото и поради издржаната критика против енормното зголемување на надворешниот долг и против воведениот рамен данок на власта предводена од ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ вети по праведно општество во кое богатите ке плаќаат повеќе преку прогресивното одданочување. Во услови на ескалација на економската криза, особено е битно кој ќе го понесе товарот на кризата. Сепак, воведувањето на концептот за прогресивен данок најпрво започна со игнорирање, па продолжи со воведување само во делот на данокот на личен доход на граѓаните, без прогресивен данок на добивка на високите профити на компаниите. Сепак, ова парцијално воведување на прогресивниот данок само во делот на личниот доход и тоа само приходите над 90.000 денари беше ставено во хибернација, односно неговата примена беше замрзната до крајот на 2022 година. Во интервју за Гласни идеи од август оваа година со Здравко Савески разговаравме на оваа тема. Претходното воведување на прогресивниот данок не беше укинато, туку беше замрзнато до почетокот на 2023 година. Значи, оваа иста влада најави дека го замрзнува прогресивното даночување до 2023 година, а во овој момент тие ништо не прават во врска со тоа. Значи, каде е нивниот план за воведување, за повторно враќање на прогресивниот данок? Важно е да се воведи прогресивно даночување, бидејќи на државата ќе и требаат финансии. Конечно, предизборното ветување што беше ставено во хибернација наместо оживување, во четвртокот доживеа еутаназија. Односно, на владината пресконференција беше објавено конечното убивање на концептот за прогресивен данок. И, навистина, како што кажа нараторот на најавата, ова е еднината, Македонија, земја на најниски даноци. Предизборен спот на ВМРО-ДПМНЕ од 2016 година. Македонија има најниски даноци во Европа. Македонија има најниска ефективна даночна стапка во светот. Воведен е рамен данок. Персоналниот данок од доход и данокот на добивка се само 10%. Ова е еднината. Македонија, земја на најниски даноци. Ова е твоја земја. Ти одлучуваш. Македонија. Неолиберален рај од најлудите соништа на Милтон Фридман, Лудвиг Мизес, Фридрих Хаек. Тоа е иднината. Од внатрешната тема за окинатото прогресивно одданочување се префрламе на надворешна тема за прогресивен исчекор во Иран кога се во прашање правата на жените. Во петтото издание на Свести од септември оваа година информиравме за убиството на млада жена поради непрописно носење на шамија. Двомесечните немири очигледно ја притиснаа власта да ја укине ова озогласена полициска единица. Па, неделата што измина разбравме за прогресивниот исчекор во оваа земја со укинувањето на така наречената морална полиција. Конечно, најавено е преиспитување на повеќе деценискиот закон со кој се бара жените да ги покриваат главите, нешто што може да се случи за брзо време, како начин за задушување на антивладени протести кои досега одзедоа речиси 300 човечки животи.